Разговараме со Оливера Димитровска, раководител на одделението за финансиски прашања во општина Новац. Кое би било првото прашање, ако не? Како ја подготвувате завршната сметка? Како најкратко може да се каже дека ја завршивте 2022 година? Колку успешно? Благодарам на прашањето. Задоволство ми е чест што ме поканивте да бидам гостин, да дадам некои објаснувања по однос на работењето на општина Новаци. Во овој момент е подготовката, односно изготвувањето на завршните сметки, една од најмакотрпните работи. Тоа знае секој кој работи во одделението за финанси. Во одреденото време што е препорачано до 28.2.2023 изготвени се завршните сметки, имаме добро остварување на буџетот, односно добра реализација во однос на претходната година. Изготвуваме околу 20 сметки, бидејќи имаме една основна сметка и останати сметки кои се однесуваат по однос на донатори, по однос на училишта и една градинка која што се наоѓа во нашето училиште. Во рамките на реализацијата имаме остварување околу 70% на буџетот, значи тоа се смета дека сме работеле во рамките на она планираното и останува уште да се завршат обврските кон Министерството за финанси, кои што имаме обврска да ги доставиме до 31.3. Тоа е еден консолидиран извештај, да се донесе одлука на совет до 15.3. Ги запазуваме роковите, што тоа е веќе невозможно и основата на нашето работење. И сметам дека и овој консолидиран биланс, односно консолидиран извештај во скоро време ќе биде изготвен и доставен до советниците, не само до советниците, туку и до целокупната јавност, бидејќи буџетот, односно завршната сметка, имаме обврска да објавиме и на веб страната, од која што може да се чита буквално од секој конто колку средства се потрошени, каков е соодносот меѓу планираното и реализираното, така да секој поединец може да биде запознат со реализацијата на буџетот на општината. Така. 2023 година проектиран буџет врз основа на првото усвојување на буџетот на крајот на 2022 година во висина од 180.000 денари. Точно. Според милиони денари, според изјавата на градоначалникот, околу 80-90 милиони денари се средства кои што ги планирате од приходи оваа година, другите се блок дотации кои доаѓаат од ресорните надлежните министерства. Прашањето е како го планирате буџетот? Како го планиравте конкретно буџетот за оваа 2023 година? Дали ги вклучивте граѓаните со оглед на тоа што се што прави општината како сервис на граѓаните, така е во интерес на граѓаните? Дали тие имаат представа, имаат право на глас и можност да учествуваат? Да, при креирањето на буџетот буквално е вклучен и има право секој да даде да даде едноставно понуда за она што сака да биде вклучено во неговото живење. Сега, колку тоа би можело да се оствари, значи колку се реалните можности на општината, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, секогаш приоритетите се ставаат на прво место. Јас сметам дека во нашата општина приоритетите, односно приоритет бил секогаш граѓанинот. Бидејќи, верувајте или не, ние сме рурална средина, каде што секој дневно доаѓаат, значи граѓани, го посетуваат градоначалникот и едноставно тие дури ги запишуваат нивните барања и веќе во текот на цела година се креира буџетот. Тоа не е само сега, значи и минатите години на тој начин функционирала нашата општина. Местното население мислам дека е во целост вклучено и има можност да даде своји предлози при изготвувањето на буџетот. Неколку години уназад, па и ова година, имавме форуми во кои што беа поканети и селектирани колку од млада генерација, вработени, луѓе кои што се занимаваат, значи дури до тој степен се одело, се правила таква селекција со земјоделие од секој да се исцрпи некоја информација што би било, значи предност да се стави во буџетот. Во ова година имавме дури на социјалните мрежи поставено линк каде што можеше секој да поставува прашања и да дава своји предлози при креирањето на буџетот. Тоа е една работа што се однесува до граѓаните. Меѓутоа, и јас од кога го добивам како раководител, значи циркуларот од Министерството за финанси, подготвувам посебни барања кои ги доставувам до совет, до секој раководител на одделението и сега секој во својата област ги дава своите предлози. На крај секако
како што потенцирав, мора да се имаат во предвид можностите на општината, значи колкави се на располагање средства и колку обврски, односно колку средства може да се планираат по поделни ставки. Бидејќи во последните години порано постоеше можност, значи да се вклучи во буџетот како план поголеми финансиски средства да бидат вклучени. Значи, според потребите наши. Меѓутоа, во последните 3-4 години, Министерството утврдува колкави имаме ние остварување на приходи и во тој однос ни дава една рамка. И ние мораме тука да се држиме до таа рамка, што е и подобро при нашето планирање, и јас сметам и дека тоа е пореално, бидејќи не може да бидат сите желби поставени во еден буџет и да имаме реализација многу мала. Видете, ако планираме ние како една општина, кој имаме реални приходи, да речеме од 80 милиони, ако ставиме буџет од 200 милиони, тогаш ќе имаме многу мала реализација. И тогаш само ќе нафрлуваме дека се вклучени желбите на јавноста во буџетот. Меѓутоа, јас мислам дека пореално да се стават вистинските потреби на граѓанинот, односно и она што секако смета градоначалникот дека е потребно за неговата општина, и тие да бидат остварливи, односно да има поголема реализација по поделните ставки. Тогаш и ние сме успешни, бидејќи навистина добро сме планирале, кога реализацијата е 80-90%, отколку кога имаме реализација по поделна ставка од 20%. Замислете. Во случај кога се прави ребаланс на буџет. Ребалансот секогаш зборува колку почесто ребаланси, толку по-често испратена порака во јавноста дека не се планирало толку добро. Вие спомнавте еден аспект дека штом добиете приближно реални средства и се проектира приближно реални приходи во општината, може да зборуваме за реален буџет. Так. Но зошто тогаш, ако не општина Новаци, зашто често општините имаат потреба да прават ребаланси? Тоа значи дека нереално се планира поради отсуство на знаење во оваа сфера или поради стекнување поголеми политички поени, кои на крајот, како што кажувате, сепак завршуваат со презентирање на вистината, но можеби и разочарување на граѓанините. Така. Видите вака, не секогаш ребалансите значат лошо планирање. Бидејќи многу често Министерството за транспорт и врски, значи има јавни повици, Бирото за регионален развој. Па се случува негде во март се тие повици, се аплицира општината, склучува договори, тој договор не е вклучен во буџетот. Така да ние сме приморани во такви случаи кога се работи за 20-30 милиони, не сме ги планирале во буџетот, бидејќи реално не знаеме дека ќе ги добиеме. Значи тој договор го пријавуваме во Министерството за финансии и вршиме ребаланс, односно нова прераспределба на буџетот и ги ставаме во соодветно конто средствата кои што се добиени од Бирото, од Министерство за транспорт и врски, за кои претходно не сме имале договори. Значи додека општината не потпиши договор со Бирото и со Министерството за транспорт и врски или со Агенцијата за финансиска поддршка, ние не ги вклучуваме во буџетот. Бидејќи не знаеме на вистина дали ќе ги добиеме, бидејќи мерките излегуваат, односно повикот е некаде во март месец. И од тие причини мора да се направи ребаланс на буџетот. Често се случува, знаете, сега и нашите училиштата, градинките се наоѓа еден период во тешка ситуација, општините секогаш му помагаше и мора да издвои средства, бидејќи се работи во секој случај за деца, значи мора да издвои средства барем да се задоволат, односно да се покријат тековните трошоци. Бидејќи во училиштата имаше недостиг на средства, особено овој период кога беше со коронавирусот, значи на дезинфекциони средства не беа планирани во буџетот, по општината мораше да подпомогне. Меѓутоа сепак така е сватено дека поголемиот број на ребаланси, односно измена на буџетот, значи и грешно планирање, меѓутоа не секогаш баш така да работите. Добро, некогаш може да имате некои изголемени приходи, се разбира, па мора да се искористат, недозволено е да се остават на сметката на општината. Генерално, функционирањето, особено еве на училиштата, средствата ги добивате преку блок дотации, особено во делот на платите и основните трошоци. Сепак, многу од училиштата, иако години функционираат, немаат профилирани кадри за водење на свое сметсководство. Зборувам за состојба во повеќе општини. Како е состојбата во вашата општина? Дали и натаму само благајникот во училиштето извршува својата работа, сепак со помош на одреден стручен кадар кој што го води софтверот, а сметководството го води општината и го носи товарот за сите училишта? Општината
училишта има обврска, значи да се евидентира, односно да се ја води сметката за наменски дотации, значи тоа е наша обврска и влезено е во нашиот буџет. Ние сакаме или не, мораме да го работиме тоа, значи книжењата да се вршат во општината. Покрај тоа што имаат благајник, тие си имаат и нивна посебна самофинансирачка сметка за кои си имаат свој сметководител. Во нашата општина добро функционираме, добро се снаоѓаме, значи помагаме доколку е потребно. Еве сега конкретно ја изготвуваме нивната завршна сметка, не дека ние дека го мораме да го направиме тоа, значи тоа е наша обврска, завршната сметка да изготвува општината, а не училиштата. Тие изготвуваат посебна нивна преодна сметка и самофинансирачка сметка. 787. 787 точно. Зошто секогаш е голем проблем за општината, за градоначалниците, јавниот превоз на учениците? Зошто секогаш се крива толку многу прашина во јавноста околу јавниот превоз за учениците? Оди јавна набавка која што оди преку тендер. Точно. Зошто лошо е планирањето, не се одговорни фирмите со превозници? Што е причината? Каде е проблемот поточно? Каде и како да се решава? Ние, бидејќи имаме основно едно училиште, значи во нашата општина имаме обврска кон тие деца, така да се и повеќе подрачни, и повеќе подрачни, да, имаме организиран превоз, значи до тие училишта. Меѓутоа во одреден период беа носени со сопствено наше возило, општинско, а тие си планираа, значи училиштата планираа средства за тендер, односно си распишуваа за гориво, со цел бидејќи беше нашата општина е многу распространета и немавме едноставно понудувач за да може да ги изврши тие обврски. Значи цената беше многу повисока доколку се ангажира возило и се планираат средства за гориво. Тие причини на тој начин одреден период се одеше со користење на наши возила од општината. Не мислам дека е кај нас голем проблем. До овој момент, значи добро функционира и училиштето, и финансиски, и во однос на нашата соработка со училиштата, со нивното сметководство. Немаме некои посебни проблеми и доколку има, тие се во мали размери, брзо така ги надминуваме. Често им се забележува на градоначалниците дека планираат големи ставки во делот на репрезентацијата и често им се забележува дека под ставката канцелариски материјали или копирање кријат одредени други активности. Каков е случајот во општина Новац? Колку реално ги планирате овие јавни набавки сигурно за канцелариски материјал каде што потребите се навистина енормни и во делот на копирањето каде што навистина мора да се завршуваат еден куп други обврски. Не знам општината на каков начин ја информира јавноста, дали печатите информатори, колку често доаѓаат странски посетители, составен дел од дружењето и репрезентацијата, но зошто граѓаните секогаш тука го ставаат фокусот на интересот и им забележуваат на локалните власти? Овака сега во секоја општина мора да имаме трошоци за репрезентација, бидејќи мора општината да излезе од анонимност, значи да биде препознатлива. Кога се мисли најчесто на репрезентативни трошоци, веднаш се не подсетува на услуги за угостителски услуги. Меѓутоа не се само расходи за репрезентација, значи се вклучени и некои други кога навистина се потребни трошоци за се направат, например трошоци за да општината биде препознатлива едноставно. Ние сме мала општина и премногу големи трошоци за репрезентација навистина немаме. Ниту па мислам дека имаме некои преголеми трошоци за канцелариски материјали, значи она што е неопходно во нашето секојдневно работење. Друго, не гледам некои посебни тендери распишани за канцелариски материјали или па да се трошат некои средства за расходи за репрезентација. Мислам дека тука домајќински секогаш сме се стремеле да ги трошиме средствата, бидејќи секако подобро да се направи да се одела средства, да се направи некоја капитална инвестиција која што ќе биде од интерес за граѓаните, отколку па да се трошат средства за угостителски услуги кои што навистина во ова време и не се потребни баш многу.
Колку години вие работите во општината како... Скоро 14 години А сум. од кога сте раководител? Да, од првиот момент сум во функција на раководител на одделението. Без оглед на промената на политичките гарнитури, вие сте и натаму раководител? Да. Еве уште една потврда дека она што го кажа градоначалникот денеска во интервјуто кој што го имавме, почитувани гледачи, е дека постои навистина, ова е дури зарано куриозитет искрено, да има општина каде што доаѓа градоначалник од друга политичка партија и каде што раководителот на одделот за финансии не е сменет. Разрешен поименуван нов. Тоа зборува дека сепак во општина Новаци постои профилирање на кадрите и дека навистина се води сметка за нивен напредок. Зборувавме пред малку во подготовката на овој разговор дека постојат индикатори од Министерството за финансии за успешноста на реализацијата на буџетот. Дали според вас се тие доволни, дали се ја отсликуваат состојбата или пак едноставно не можеме да говориме за успешност или неуспешност во реализација на буџетот, односно наменско или ненаменско трошење на средствата? Вака, сега тие индикатори за мерење на резултатите од финансиските активности, мислам дека треба малце поинаку да бидат прилагодени во однос на тоа дали станува збор за голема општина или за мала општина. Значи, не е секако иста состојбата кога станува збор за една поголема општина и една помала општина. Овде на толку малку жители веќе сите знаат како работиме. Значи, се знае како се работи и што се прави. Значи, луѓето тоа го гледаат. И едноставно, кога ќе излезе човек на терен, ги знае резултатите, колку се постигнати од било кој овој градоначалник или од претходниот градоначалник. Едноставно, тоа што е направено остава траги, разбирате. Ако е направено нешто што е во добробит за граѓаните на општината, јас сметам дека ниту една политичка партија, ниту еден човек нема да рече дека ова е направено од било кој припадник на некоја политичка партија. Значи, ова што е добро, ако се прави, значи без разлика дали од една или друга партија, е добро, се прави. Оној кој што работи домајќински, значи работи, не може. Оној кој што е способен и знае да ја води својата работа, секако треба да се цени. Јас се стремам и работа, мислам, моите размислувања се такви, не мислам дека треба да се гледа и да се ослониме на она што е политика. Политиката, односно политичарите, треба да се наоѓаат некое друго место. Ние тука работиме законски, одговорно и мислам дека така треба да продолжиме да работиме и пред се да го цениме, да си ја цениме нашата професионалност, бидејќи единствено самознанието на кој што човек на никој не може да му го земи. И на крајот уште со колку кадри функционира одделот? Да, нашето одделение имаме 5 вработени во моментот, 2 советници, еден вработени е преку Агенцијата за привремени вработувања и еден е со соработник. Работиме, координираме постојано, успевам да ги координирам постојано, да се мотивират, тоа е она што лежи во мене, значи да постои мотивација кај вработените и да се натерат што повеќе и младите да работат и повеќе да размислуваат, да ги читаат законите и да работиме законски професионално. Ви благодарам на разговорот. Навистина беше задоволство да се разговара со раководителот на одделот за финансиски прашања во општина Новаци, Оливера Димитровска. Тоа значи општина со 2700 жители според последниот обем, а одделот за финансии на општината, што одговара за буџет од 180 милиони денари, го извршуваат 5 вработени. Пример како треба и како може да се работи, а сепак да нема превработеност. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам вас.